Веќе сме сериозно навлезени во книжевниот фестивал Букстар, кој е прв од ваков карактер, а вечерва со својот прв роман, научно-фантастичен роман, на работ на времето ја имаме Моника Трајковска. Кога зборувавме со Моника за тоа како да се одвива вечерашната промоција, акцентот го ставивме на зборот опуштено, што значи сакам да ја исполниме вечерва желбата на Моника и сите да се најдат удобна положба, да си го земете пијалокот во рака и да се опуштите, а со тоа да дозволиме и да нурнеме во имагинацијата. А кога сме веќе кај имагинацијата, сакам да ви кажам дека од оваа скрана го имаме звездениот цит. Тој служи за да ја задржиме употребата на буквата Ц. Значи таа е многу важна и не сме да се исфрли од македонската азбука, а сега ќе ја задржиме доколку успееме да создаваме нови зборови или доколку ги употребуваме веќе постоечките. Сега ќе ви кажам збор два во врска со нашата писателка и со романот. На работ на времето е дебютантски роман на младата македонска авторка Моника Трајковска. Таа уште од рана возраст почнала да покажува заинтересираност за човечкиот ум, па тоа ја води кон факултетот за психологија. По дипломирањето, сакајќи да дознае повеќе за однесувањето на луѓето, запишува и прв степен во областа на гешталт психологијата. Смета дека целото искуство за време на студирањето ја помогнало при создавање на лековите од триологијата Наследството на Вероника. Фасцинирана од непознатото, од секогаш се обидува да даде одговор на мистериите поврзани со човештвото, нашата планета и на целиот универзум. Уште како дете смислува приказни со чија помош ги објаснува оние нешта кои што не ги разбирала. Оваа навика останува во неа и во возрастните години, постојано поттикнувајќи ја со својот ум да создава имагинарни светови. Тоа е причината поради која конечно решава да сподели една од овие приказни. На работа од времето е прв дел од научно-фантастичната трилогија Наследството на Вероника и не воведува во новиот почеток, совршениот свет од иднината, во кој не постојат неизлечливи болести, сиромаштија, криминал, војна или барем да видиме така. Животот на Вероника е можно едноставен, таа се буди, појадува, чита книга, руча, повторно чита, вечера или легнува да спие. Незините родители по големиот дел од денот се на работа, а бидејќи незиното постоење е тајна, таа не сме да излезе од дома, ги гледа само за време на појадокот и вечерата. Оваа рутина трае се додека ден не нема да се врата до работа. Токму тогаш и започнува незината најголема авантура. Таа ќе мора да го напушти домот што долго време и до безбеден затвор, а покрај градот и да ја заштити својата тајна. Надвор од старите градови од која било учено дека веќе не се населени, таа запознава група луѓе што ќе го слушат сето знаење за животот на човештвото. Вероника ја запознава друга и темната страна на новиот свет, доживувајќи непредвидливи авантури, соочувајќи се со сето она што се од незините 20-та година било криено од неа. Сепак, ова патување не е безнадежно и Вероника открива дека поседува чудни моќи што до ден денес се повеќе учи да ги контролира. Таа конечно почнува да разбира зашто живеела скриена од светот, но и дека незиното постоење е уште поголема мистерија. Повеќе во книгата ќе набуват нашите промотори Маја Стојчевска, Михајло Стојанов, Марија Андреева и Дејан Миновски, па ги поканувам да кажат зборот за книгата. Сите. Пред се сакам да нагласам дека ми представува огромно задоволство што сум тука во чест на Моника и промоцијата на незиниот прв роман. Моника ја познавам одамна, пред разговорно кажано 5-6 животни етапи и животните сега. Во друштвото имам залепено етикетата на љубопитната, онаа што секогаш поставува прашања. И не можам да не се сетам на новите толку интересни дискусии на овие дискусии младите години, кога создававме светот околу нас. Имавме часови зборувајќи за љубовта, времето, звездите, религијата и останатите важни и малки теми. Они беше таа што на своето љубопитство
жарта да се испитуваат работите во нас, умееше да преточи во разговор. Толку интензивен што заборававме на времето и многу често не разденуваше. Така, дискутирајќи. Токму таа жар и тоа задоволство го сетив или подобро кажано го прочитав меѓу редовите на книгата што е рацете позади сте пред нас, позади вас. Книгата за која што сме дојдени. Ми се чини дека измислениот свет, светот на Вероника, на Мартин, професорот и останатите ликови, вторга да го користи за да се поставува прашањето за борбата, за осознавањето на светот и на самиот себе си, на љубовта, на жртвувањето и поврзаноста на нештото. Што е со моќите во сите нас? Како да ќе осознаеме и како да не дозволиме да не уништат или контролираат? Како растеме? Дали само со кршење на нашите претходно зацртани слики за светот? Приказната за Вероника е интересна, динамична и вистински предизвик на прекинеш да ги впиваш наредните редови, како што е предизвик пообичаено да се разговара со мони. Верувам дека повеќе до вас имате уверено. Бевме на највисоката точка во градот, од каде што можевме целосно да го видиме. На нас ведро небо, милион звезди третка без прекин, како да ни навигнуваат само напред, а месечината пак, таа беше и повеќе од магична. Формираше совршен круг на небото, а околу неја можеше да се забележи и ореол. Изгледаше како портал кон друг свет, кон подобар свет, кон свет каде што се уште постои надеж. Ова е еден изгодок од кој најзабележителна ми е леснотијата и флуидноста со која нашата авторка не води од надворешниот свет, од внатрешниот свет на Вероника, во светот на нејзините копнежи, сваќања, расположенија и емоции. Романот изобилува со вакви премени и читајќи ги нема да заклучите дека се напишени од автор на само еден роман. И за крај да додадам уште една работа. Пишувањето е акт на верба. Па, мислам дека без разлика колку прашања и сондажи ќе се појават како продукт на пишувањето и колку одговори, така и самиот избор на главната героиня ми се чини неслучаен. Вероника е вербата на нашата Моника и јас верувам дека секој од нас тука верува во неа, во нејзините идни успеси. Честитки за овој. Кој што ни покажува дека со храброст и вербата на слободата че може да се осознава. Особено често што сум дел од оваа промоција, што сум дел од промоцијата на првенчето на Мони, односно на работа на времето, кој што преноти од идејата на наследството на Вероника. Со Мони се знаеме одамна, буквално израснавме заедно, и цикл пат покажуваше интерес кон непознатото, кон вселената, кон другите планети и секој земјаните. Така да беше некако нормално книгата што ја пишува да биде од уважаемо на наша фантастичен жар. Минатата година Мони кога ми соопшти дека ја завршила книгата, бев дел од низината така наречена контролна група, што значи дека ја прочитав низината прва верзија на книгата и можам да кажам дека нема да ви остави рамношни и дека ќе ја читате во еден стих. Вероника, главниот лик, че ќе ме носи во едно пост-апокалиптично време, каде што наредом се изгледа совршено, меѓутоа сваќа дека е маска и дека под него барем е чист хаос. Низиното патување започнува од денот кога низините родители не се враќаат од работа, кога низиниот дом е во целосен хаос и ја наоѓа идентификацијската картичка на својата мајка, која што представува знак дека треба да ги побари. Меѓутоа во ова патување, значи ќе се соочиме со нејзините доживења, сите нејзини стравови, односно стравото непознатото за нив свет, што не се познаеме за тоа, подоцна со кои падови и искушенија, меѓутоа и со нејзини моменти кои што се сваќаат да се од нивавите спомнени низи ночи. За Вероника
тоа, значи, во текот на читањето ќе се запознаете со голем број ликови, од кои што, значи, некои ќе се влюбите на прво читање, некои веднаш ќе ги заразите, нема да сакате. Едноставно, ќе ги доживувате како што ги доживува Вероника. Таа посебно одредени моќи, меѓутоа една од моќта која што посетила и срединоста, која што некако разбораваме во ова брзото ниво на живење и моли нас што ни посетува на она што го има секој од нас и треба рече да го зачува. На крај ќе завршам со една реченица од во текот на потрагата кон незините родители, таа всушност ќе ја запознае својата фамилија, а таа онаа фамилија што сами ја бираме, односно нашите пријатели, кои што верувам ќе знаат нашите любовни здравови, желби, околности поминале низ сите грешности. Така ќе завршам со една реченица од книгата. Неговата решителност да ни помогне една од ретките нешта што ни покажува дека од рамина постојат луѓе врз кои може да се подобри. Светот е застрашувачки сурова место, но со пријатели тој може да е малку препоностив. Така да моли една од тие ретки пријатели кои што вистина може да се подпрете и сакам што голем број успех и емоции. Благодарам. Огромна е честа и задоволството да присуствувате на промоција на книга осомена од македонски автор. Уште поголема е честа и задоволството кога ќе ве покана да зборувате и да кажете некои убави зборови за книга издадена од македонски автор. Ова чест и задоволство и уште поголемо, бидејќи станува збор за Моника, една прекрасна личност со една неверојатна енергија, со една искреност и посветен ентузијазам, личност која што секогаш, иако не сме се познавали, иако нашето дружење било секогаш виртуелно, таа нејзина енергија, таа нејзина страст, таа нејзина желба и волја за живот едноставно не може да ме остави равнодушен. Па така кога Моника објави дека ќе пишува книга, јас верувам дека останатите кои што познаваме и ги знаеме нејзините зборови, бевме искрено радосни и едва чекавме да дојде овој момент. Па навистина сум среќна и знам дека Моника нема да запре тука, таа ќе продолжи да пишува и ќе продолжи да ме радува со нејзините зборови. Јас верувам дека со книгите е исто како со луѓето. Со некој кликнувате веднаш, со некој кликнувате на половина, а со некој никогаш не кликнувате. Книгата на Моника не само што ќе кликнете веднаш. Оваа книга ќе стане ваш најдобар пријател. Книга која што нема да може да испуштите до последен стив, затоа што секој збор, секоја реченица има толку многу љубов, има толку многу страст, има толку многу емоции и едноставно нема да може да останете ниту равнодушни и ќе верувате дека живеете во светот кој што ни го создаде Моника. Јас сум навистина многу радосна што имам чест да зборувам и се надевам дека ќе доживеам да дојдам уште на 15 на промоции минимум на Моника и нејзините книги и верувам дека ова е само почетокот и јас ви уверувам дека оваа книга ќе стане вашата најдрага книга која што ќе ги краси вашите полици и сите ликови кои што се напишани во книгата ќе станат ваши најдобри пријатели и сопатници. А впрочем, затоа и постојат книгите и затоа и благодарам на Моника за оваа книга и се надевам дека ќе не радуват уште многу книги. Добро вечер на сите. Најпрво да искажам чест што сум дел од оваа промоција. Бев во тек со пишувањето на оваа книга и бев навистина среќен што мојата ќерка Моника успеа да напише една одлична книга, која мислам дека најмногу би се допаднала на публиката кој обожава научни фантастични книги. Мислам дека на таквите луѓе најмногу ќе ги допре најмногу при читањето од душата како и да. Тоа е во главала, сакам да честитки за Моника.
ми да слушнеме по нека страница од оно што се договоривме со Моника да ќе го издвоиме. Така. Велат, кога си соочен со смртта, целиот живот ти прелетува под очите и во тие неколку моменти го доживуваш сето она што си го искуси. Најинтензивните чувства, повторно целосната земаат и можеш да ги чувствуваш сите оние што најмногу ти значат, исто како да стојат покрај тебе и да држат за рака. Стојам на работ со отворени очи и се надевам дека има барем малку вистина во сите овие верувања. Силен ветер удира во моето тело, не бара се обидува да ме турне наназад, но не му дозволувам. Ги стискам тупаниците најсилно што можам со надеж дека ќе престанат да се тресат, но не успевам. Мора да го направам ова, тоа е единствениот начин. Отвори ги очите си, велам, соочи се, но не можам. Посилни се од мене. Ми изгледаат како да немам контрола. Мислите ми се хаотични и целосно ме обземаат. Инстинктот ми вели да направам чекор наназад, но не смеам, морам да го сторам ова. Морам да направам чекор нанапред. Смири се, викам најгласно што можам. Смири се, те молам, продолжив потивко. Го насочив целото внимание кон своето забрзано дишење и се обидов да влијам врз него. Се обидов да дрвнам настрана се што се случи, се што избега од контрола, се што прекина да постои само за еден застрашувачки момент. Не можев. Се е врежено длабоко во мене, го чувствувам натежнатиот воздух како ми ги полни градите, туркајќи ја таната уште подлабоко во мене. Без разлика колку пати издишувам, менгемето околу моето срце непрестанува да стиска. Дишењето почнува да се забавува и се осмели да ги отворам очите. Пред мене се простира огромен канјон што изгледа како да нема крај. Погледнав надолу и едва се додржав да не паднам. Толку беше високо што на момент изгубив равнотежа. Интересно како очите се пробуваат со мозокот. Го свртев погледот кон небото, чија нежна сина боја од секогаш ме освојувала и ме смирувала. Забележав неколку мали бели облаци што му даваат дополнителна убавина. Па се посредоточив со нив. Се обидов да се воздржам и да не се препуштам на мислата дека можеби никогаш веќе нема да го видам небото. Се сетнав. Го вратив погледот кон хоризонтот. Сега или никогаш помислив. Ја подигнав едната нога која ми изгледаше како да се бори со мене, како да не сака да ме повлече наназад. И ја вратив на истото место каде што беше. Тресењето на рацете во говорница ми се пренесе низ целото тело. Чувствував слабост. Ја губев контролата врз себе. Се обидував да се потсетам зошто стојам тука. Но интересно е како мозокот ми се наоѓаше на 999 други причини само за да се свртам и да си отидам. Да заборавам на себе, да почнам од почеток. Стојам на работ и повторно размислувам за смртта. Можеби не е толку страшна, можеби би можела да ми помогне, можеби имам шанса да успеам, шанса да променам се. Повторно погледнав надолу и овој пат не беше толку страшно. И кренав рацете настрана и се обидував да ја почувствувам ободата на моето срце. Но огледа чудна топлина, погледнав на небото и се опушти.